Благодарам, почитувам председателя. Почитувани колеги, почитувана македонска јавност. Конечно, на дневен ред го имаме предлогот на Законот за изменување и дополнување на Законот за тутун, производи од тутун и сродни производи. Под притисок на опозицијата и на јавноста, парламентарното мнозинство конечно се доведе во ситуација да биде ставено во ќош и да мора да истото прифати да се разговара на пленарна седница за тутунопроизводителите. Избегнувајќи ја оваа тема повеќе од 4-5 месеци, од кога почнавме да им напоменуваме дека предстои катастрофален откуп на тутунот, со што се загрозува екзистенцијата на над 35.000 домакинства, истите ноншалантно се однесуваа и не сакаат да разговараат на оваа тема. Меѓутоа, за нивна пиар потреба и нивно промовирање, истите организираа под покровителство на владата, односно на носителите на извршната власт од министерот. Законот или ќе зборите политика? Законот е тема. Почитувам председателя, сето ова е во контекст на измените на Законот за тутун. Затоа ве молам да не ме прекинувате, бидејќи сите пофалби кои што ги изразија од мнозинството, никој не прекинавте и не му влеговте во збор. Затоа ќе ве замолам да ми го дозволите времето кое што ми е определено. Истите под покровителство на Министерството и владата организираа состаноци на кои што, внимавајте, тутунопроизводителите беа изманипулирани во делот на тоа што од сите состаноци, од ниту еден немаше официјален записник. Што се договарало и како се договарало. И еве, денес, за волја на вистината, дојде овој предлог на закон за измени, за да можеме да го изгласаме денес, да можат сите овие граѓани кои што се доведени во една незавидна ситуација, да им биде откупен тутунот кој што дел е договорено производство, дел е недоговорено производство. Воопшто не станува збор за терминологијата која што вие користите за вишок на тутун, туку станува збор за недоговорени количини на тутун. Што преземаме со овој закон? Со овој закон се превзема изменување и дополнување единствено за продолжување на рокот за да можат откупните пунктови да го превземат овој недоговорен дел од тутунопроизводството. Што впрочем, овој закон токму од ова парламентарно мнозинство претходно беше изменет законот по иста основа, односно рокот за откуп беше скратен. И сега, бидејќи ниту имат анализа, ниту постигнаа нешто со ова, истото мораме да го изменуваме за да може тутунот да биде откупен, односно откупниот рок да биде пролонгиран до 31 март. Сето ова произлезе од несериозноста на оваа гарнитура и околу 2 милиони килограми недоговорено производство. Меѓутоа, ова е гасење на пожар. Зошто? Бидејќи со овие измени, кои што сите мои претходни колеги потенцираа дека ќе ги поддржиме, тука сме од опозицијата, ќе ги поддржиме за да можат овие граѓани да го предадат своето производство. Меѓутоа, ова е само гасење на пожар. Веќе отпочна сезоната, односно отпочна да се склучуваат договори за наредната сезона. Со овие законски измени и со актуелното законско решение, истите проблеми ќе ни дојдат на дневен ред не многу далеку, од почетокот на откупната сезона за оваа година, за неколку месеци. Од овде ве предупредуваме дека ќе се соочиме со истите проблеми кои што ги имавте во оваа реколта, односно во оваа откупна сезона. Зошто? Бидејќи количините на кои што им се склучуваат договорите се исто така како и во претходната година многу мали. Односно, количината на произведен тутун по единица хектар се земаат на многу ниски ставки и затоа истите граѓани кои што произведуваат тутун ќе се соочат со истиот проблеми во наредната година. Ако сакаме да лоцираме проблеми, можеме да ги лоцираме, се знае. Меѓутоа, овде сме
да го измениме овој закон, да им излеземе во пресрет на овие граѓани. Предвидувате одредена сума на пари, околу 5 милиони евра со петиот пакет на мерки за справување со COVID-19, со кој што ги стимулирате сите ваши поддржувачи дека оваа мерка ќе придонесе за намалување на штетните последици од овој откуп. Односно, ќе им дадете по околу 10 денари на граѓаните, односно на тутунопроизводителите по килограм. За ова ќе разговараме кога на дневен ред ќе дојдат овој петиот пакет на мерки за зголемување на овие средства, бидејќи самите граѓани производната со откупната цена воопшто немаат сразмер. Односно, ако зборуваме во бројки, како што милувате да кажете, ова е понижувачка цена, понижувачки откуп кој што им се врши со однапред смислено сценарио за создавање на гужви пред самите откупни пунктови и сега граѓаните истите бараат спас единствено да го продадат својот тутун. Со измени на членот 34, единствено што ќе се овозможи е дека ќе може да се продолжи откупот на тутунот. Да, но овде, како што до сега инспекторатот не ги заштити тутунопроизводителите, истото ќе се случи и сега. Зголемено за тоа што во моментот на овие граѓани производството им скапува и истите избезумени ќе мораат да го продадат тутунот за да не истото целосно се расипе. Затоа од овде ве повикувам и со продолжување на законскиот рок за откуп на тутунот, кој што е во овој предлог на закон, да излезете на лице место и како извршна власт, и како надлежни институции, да ги заштитите граѓаните и во начинот и постапката на нивното ценење на нивниот труд и на нивното малтретирање кои што секојдневно се наоѓаат на откупните пунктови. А за тоа дека ситуацијата била розева, можете да се спуштите меѓу народот. Нашата директна комуникација со сите тутунопроизводители кажува обратна ситуација. Што со оние тутунопроизводители кои што своето производство мора да го дадат на така наречени диви откупувачи, за кои што и Министерството за внатрешни работи и Министерството за земјоделие соодветно и навремено имаа информации, не презедоа никаква активност со цел дека со тоа ќе се намали притисокот, дека ќе нема недоговорено количини на тутун, истиот ќе се продаде на диви откупувачи. Овие граѓани по понижувачки цени од 80 до 100 денари мораа да го предадат своето производство. Изгора на тоа, нив не им следуваат ниту субвенции кои што се секако добре дојдени во однос на секој производител, бидејќи им покрива дел од производните трошоци. Побаравме како опозиција и во информацијата во која што разговаравме, на која што самата опозиција ги достави навремено да можеме да интервенираме заеднички, меѓутоа немавте слух и во самата информација предвидовме изголемување на субвенцијата и конкретни чекори како да се надминат сите овие проблеми со тутунопроизводството. Не наидовме на разбирање од вас и затоа уште еднаш ве повикувам сериозно, со сериозни измени во законот, да суштински се изменат одредбите, да не ни се случи на прагот на новата откупна сезона да ветувате дека ќе биде укината 4-та класа на веќе склучени договори со кои што се превземани договорни и права и обврски помеѓу тутунопроизводителите и откупните пунктови, вие им ветувавте дека ќе ја укинете 4-та класа. Ги лажете и ги манипулирате. Затоа ве повикувам сега однапред да се извршат овие измени како суштествени измени и во законот и во уредбите кои што ги регулираат и подзаконските акти, за да можеме на една здрава основа да се склучат новите договори. Граѓаните кои што произведуваат тутун се дестимулирани да го произведуваат тутунот. Количините кои што ги планираат за наредниот период, односно за наредната сезона, се повеќекратно намалени. Истите ниту гледат просперитет, ниту гледат екзистенција во тутунопроизводството. Сето ова има едно име и презиме. Проблемот е токму во извршната власт, во премиерот, министерствата и секако оние народните представници кои што потекнуваат од овие региони, кои што не смогнаа сили да може да се излезе во пресрет на тутунопроизводителите. Ви благодарам.